Хеј, Пандамониум радио шоу број 57. Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче Икеит Активити. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа, се надам дека сте добро. Пандамониум 57 епизода поред, тоест поред 27 од втората сезона. Ќе идеме уште малце. Дојде веќе лето, почнавме во ноември, дојде лето. Време минува многу брзо. Успеавме втора сезона, некако го гледаме веќе крајот. Сакаме да ставиме и еден завршеток на оваа сезона. И многу ми е мило дека сме овде. Мислам дека секој епизода го зборам тоа, ама онака не можам да доловам на луѓе колку ми е мило дека имаме 27 епизоди пак поред, втора година поред. Да, брат, и мене исто ми е нереално. И тој бе некој од коментарите и кога зборевме со Марса тука е онака као сите ми викаат и некои други другари вака што ги познаваме, као вие сте ненормални, кај идете секој вторник, секоја среда се собирате, снимате. Мене искрено ми е многу кејф и ова многу ми помага онака и у животот и у начинот на кој што се осеќам и у комуникацијата и со тебе и со нашите другари кои не следат и другарки се разбира на Дискорд и сегде. Оваа комуникација е тоа за која што живееме. Баш вчера се видов со некои постари луѓе и зборевме за овој подкаст и они викаат ние да бевме као вас, кога бевме млади као вас, да ги снимавме сите муабети што ги имаме направено за музика и ние ќе имавме подкаст, не знаевме тоа што е тоа. Викаме па така беше некако и нашата идеја. Нормално. Со Трајче како идеја ние овие муабети секако би ги правеле, можеби не волку често и можеби не на ваков начин, ама постојано имаше комуникација уште од времето на Facebook, на Instagram, во коментари, во живо кога се видиме непрестанува муабетот. Секогаш. И мило ми е дека решивме ова да го правиме за време на короната, лани, па сега се опуштаме, па сега го сменивме форматот. Постојано го менуваме форматот, постојано ги менуваме стварите за кои што збориме. И мислам дека е тоа супер бидејќи еволуираме со времето и со дешавките кои напружуваат. И мило ми е дека сме при крај на втора сезона, брат, сакам да го завршиме ова поглавје. Почнува летна сезона, почнува фестивалска сезона, почнуваат многу интересни работи. И искрено едва и чекам да почнеме трета уште од сега. Дефинитивно. За да го смениме малце сетингот, технички да се подобриме, почнеме да викаме гости и така натаму. Секоја сезона си имаше свој напредок и своји новитети, али за ова ќе збориме поише на последната сезона, сезон финале. Знаеш дека сакам да правиме ретроспектива на изминатата сезона, да се префрлиме на тековните теми на некој начин. Се надам дека го гледавте подкастот со Марса, он не беше прв гостин, епизода 56. Пред една недела и мислам дека имавме одлични епизоди. Како се осеќаш за епизодата една недела покасно и дали имаш некои коментари позитивни и негативни од луѓе во ти кога изгледа, како се осеќаш и слично? Брат, моментов кога прекинавме да снимаме, дека снимавме во друг временски период неголи нормално во снимање заради обврските од сите тројца, енергијата ми беше преубава, се чувствував преисполнет дека конечно има некој трет да ја разбие онаа енергија која што има меѓу мене и тебе, онака да дојде да даде да вдахне онака нов здив у се во ова. Плюс од друга страна Марса го сакаме, наш човек е, извади проект на кој што сме сите многу горди онака и не знам, all around беше одлично чувството да се биде дел од тоа, да биде Марса овде, па и прв гостин да не биде на Пандамониум онака. Да направиме таков муабет, така да биде прифатено од многу луѓе. Мислам дека и онака во поглед на луѓето што искоментира и на Дискорд и фидбекот што го добивме беше генерално добар, дека многу одговараше муабетот, дека работите кои што беа кажани од страна на Марса и на нас не беа онака чисто лаечки кажани како што планира, што е следно. Не беа такви едноставни прашања за да може да се одговорат за 2-3 секунди или со 2-3 реченици, туку беа онака сакаме, иако ние ги знаевме работите, сакавме намерно пак да му ги поставиме на Марса прашањата тие што требаше да му се постават и да се направи тој муабет за да се добие генералната слика, онака како што реков, овде сме за да стигнеме, секое нешто има некаква позадина и мислам дека многу луѓе и доколку го немаат, ве молам изгледајте го, ќе ја видите целата таа позадина на Марс и на целиот проект и на Секси Марс како артист. А мислам дека има голема позадина и длабочина. Има премногу, затоа ти велам. И мислам дека онака фундаментално и тоа е многу добро, брат. Например, често збориме за рап фристайл интервјуа пред вадење на албум. Ова е еквивалентно на тоа, брат. Тогаш артистите кажуваат многу работи, го најавуваат својот албум
Или после вадењето идат на некаков медиа ран, каде што цело време зборат за својот албум од кога ќе го извадат и ова е дел од тоа, ова е дел од ролаутот и мислам дека одлично се вклопува во еден проект, посебно кога ја имаш таа приказна онака која не е самите прашања не се такви не ни лесни, туку едноставно еднодимензионални као смисла како се чувствуваш, шо приш. Не, тука се збореше, намерено сме овде да збориме за такви работи и мислам дека луѓе го почитуваат тоа. Као тоа е уште една страна од ролаутот на Марс. Се слагам, брат, и мислам ми дека сме за жал еден од ретките медиуми кои би можеле да донесат ваков артист на гости да збориме волку длабоко за еден албум кој да речеме доаѓа од под наводници андерграунд сцената, бидејќи нема комерцијален инпут никаков, пак е do it yourself како што зборевме со Марса. И сакаме да се држиме до тоа, сакаме да бидеме и ние сме do it yourself со do it yourself менталитет и ние сме од доле нагоре, онака from the ground up и сакаме да даваме shiny light на луѓето кои работат онака на самата површина, што можеби немаат медиумска покриеност од големите медиуми или што и да тоа значи, брат. Да, што и да значи, реално, да, пошто не знам, не можам да се сетам на еден голем медиум кој што покрива ваква работа и култура и сцена, ама од друга страна и да постои, мислам дека нема да ги имаат истите прашања, нема да го имаат, пошто ние нашата енергија е потекнува од многу искрено место, ме разбираш, као не е потикната од ја и ти да имаме контент, ја и ти може да седиме овде цел ден и да правиме муабет за што и да е, ама нас ни беше онака мисија да даеме шајн на нешто друго, да се кажат работи кои што инаку не може да бидат кажани или не може да бидат видени, освен нормално ако го начекаш Марса ужари ти му ги поставиш сам прашањата или било каде, ме разбираш. Овде е сосема поинаку, овде беше доен со таа намена и затоа велам тој позадинскиот дел го добиваш овде. Се тоа што не можеш на албумот го добиваш овде преку муавет со Марса кој што стварно кажува многу работи, каже онака мисловни процеси, кажува struggles, trials, tribulations, време колку поминало од еден албум, така да на еден начин дури е и школа за многу луѓе кои што можеби се спремаат за такво нешто. Брат, искрено, освен ефектот што ние како Пандамониум радио го имаме на културата, се надам дека го имаме, голем ефект ми Пандамониум радио на мене баш поради тие причини, бидејќи секој вторник, среда, претходната сезона, понеделник, сум тука да ги кажам работите кои не можам да ги пренесам на луѓето преку пуштање музика во клубови на подиуми. Апсолутно. Пред да фати короната тој период 2018-2019 имавме многу свирки, многу настапи, многу голема организација на различни настани и постојано бев во некој таков круг на следниот викенд. Се изгубив себе. Многу луѓе ме знаеа по тоа што бев таму, а ја реално не бев тој. Исто така случува и денес и ќе зборам за тоа, али Пандамониум многу им помогна да се искажам, да ги кажам работите вака говорно, да кажам како се осеќам за одредени албуми, како се осеќам за одредени стилови, што слушам, што не слушам, што ми се свига, што не ми се свига, бидејќи луѓето знаеш дека секој човек за тебе си прави одредена слика онака у главот, тоа што те гледа. Ако ме гледа мене секоја сабота лит некаде у диско или на фестивал или ме гледа у Пет Саба или у Епи, си има една слика за мене и мисли дека ја слушам само музиката што ја пуштам во Епи или во некој клуб во Кочан или во Радовиш или било кај. Ама тоа е далеку од вистината е тоа. Ти бар знаеш дека ја слушам музика и пред да пуштам музика, на страна од музиката што ја пуштам, слушам многу други ствари. И ова ми е начин да зборам за тие ствари, да ги пуштам тие ствари, да се искажам како се осеќам за тие ствари и како се осеќам за стварите што ги пуштам, брат. Сакам да збориме за ова, али мора кога сме више ке Марса да прочитам два коментари кои се појавија вчера и денес, не знам дали ги имаш видено. Мислам дека ги видов, да. Прво ќе почнам коментарот на брат ми, добар коментар има. Тие што се вредни имаат проекти, тие што имаат проекти се вредни. Quote од Секси Марс. Dropping Gems. Реално мислам дека многу спонтано, али многу добар джем ни пушти Марса. Вториот коментар од Трајче, не носам веќе шортс, ветувам. Еве сум пак со шортс. Излажав претопло е, не се трпи ова. Џабе и клима и све. Има еден коментар од вчера. Добро што се палите на Boom Bap 2022. Кругот се врти.
искрен ќе бидам, ова го сваќам малце ко навреда. Мислам дека ова е за мене поише. Да, ова е поише валја за Дарко на менето. Ја не се палам, ама слушам многу и мислам и се возбудувам нормално на квалитетен хип-хоп цело време. Ама би рекол дека никад не излегло тоа од мене, секогаш имало една страна без разлика колку сум бил навлезен у трап музика онака или 2014, 2015 која и тоаш дури се дешавало да слушам онака да имам моменти каде што ќе слушам само тоа, ама го збориме, ако не пратите цело време, мислам дека и двајцата го имам установено тоа, дека тој звук се враќа, мислам се веќе е вратен и тоа многу луѓе го користат и го реинтерпретираат на свој сопствени начини, ама додаваат свој сос, се појавуваат онака локални движења како Бафало у Њу Йорк, кој што не е ни воопшто ни Њу Йорк, туку е поблиску до Канада, до Торонто, негули што е до Њу Йорк, ама го емитува тој звук и го прави многу подобро да биде. Ги имаш тие Њу Йорк, што се Рок Марсијано, легендите кои се враќаат сега на голема врата и се многу познати. Мах Хоми исто така, ама се повеќе и повеќе е поинтересно, се поише и поише мислам дека и на луѓе малци им скиснува таа репетитивност која што се појави во мејнстрим музиката и нормално е да бараат нешто ново и сосема заслужено таа музика отсекогаш била овде, отсекогаш имало бум-бап музика која што се вртела и помеѓу 2015 2000 за секоја година можам да ви дам по еден албум, на пример Fly God на West Side Gun е 2016 меѓу првите албуми што ги чув уствари од Гризелда, тогаш се закачив 2016 година се закачив на Гризелда и сватив дека има нешто овде, Рок Марси го знам од 2010 од Reloaded. Така да секогаш имало, ки има, само што сега многу е поише на виделина, многу е полесно да стигнеш до него. Они се сите флајерс, шит онака ги имаат. Буквално ги имаат истите пари ко трапериве, брат. Ме разбираш? И тоаш си само мејнстрим статусот го нема, ја немаш љубовта, можеби од радијата. Доаѓа. Да. Мада Hot 97 цело време, Funk Flex исто така, Ептен ги сакаат, цело време поштуваат. Ке ти кажам мојата перспектива, брат. Јас стварно едно време не можев да слушам бум-бап. Разберливо. Посебно тука во овие простори во Македонија и на Балканот бевме затруени од тој ја не можам уште. звук. Ја уште не можам да слушам балкански. Се појави новиот бранд 2010 година, во клубовите уште се пушташе некој застарен бум-бап од 90, од 95, од 98. И као ние како генерација бевме да речеме антитеза на тоа. Плюс кога се појави трапот, бумбаперите и рил хип-хоп хедовите беа тие кои најмногу не сереа нас и не дозволуваа да се појави тој бран. Ние не дека не сме слушале, не дека немаме преслушано бумбап музика кога сме растели или кога можеби не толку многу како нив, ама си ги знаеме корењата и знаеме основите на хип-хопот, бар секој во своето што му се свигало, свегаш. Имаше период кај што беше некако војна помеѓу бумбапот и трапот, војна која започна старите бумбапери кои не сакаа да прифатат новиот звук. И можеби така и во очите на многу сум као ајде од кај знае бумбап или од кај се слуша бумбап, ме сваќаш. Едно време стварно не слушав, едно време имав одбивност, сигурно ќе ти кажам едно 6 5 6 7 години. Таму периодот помеѓу 2010 и 2011 до кај 2017-18, иако и тогаш се појавува, баш го зборевме, Джои Бедес ке вади нов албум, се појави неговиот 10 години од 99 албум, се појави тогаш бранот на Екшн Бронсон, целата екипа проера, цела јако проера, нели има има нормално и бумбап, ама цело време постоеше тој момент Flatbush Zombies, као не дека тоа е бумбап, али имаш и таков момент, таков бранд, дури и A$AP Mob знаеме дека често рапува на такви битови. Али го збориме тоа полого време, за досади више репетитивниот трап звук, нема нови идеи, нема нови интересни звуци, бар не за мене. И коронава која беше онака, која бевме локдаун, кога застанав малце, преслушав многу ствари и почна ми се свигаат други ствари. Мене на пример Котата Френд ми е еден од омилените, иако можеби тоа не е класичен бумбап, али ако треба да го сместам негде поише ми во некој чил лофи во тој алтернативен инди свет, ама се едно, муабетот е музика се врти кругот, интересно е бумбап, почнав и нас да го слушам од 2019-20, што јас сум среќен поради тоа, не ми е мене тоа како шейд, ме сваќаш подобро да почнеш од 2020 него да не почнеш никад. Апсолутно, дефинитивно. Не сум го слушал, не сум го сакал. И ако сакаш да не зајабаваш или нешто со коментарот, окей, али си слушаме тоа што ни се свиѓа. Види, слушам и афро, слушам и хаус, слушам и други работи, така да мислам дека можеби не била таа намената, искрено не знам кој го има коментирано тоа. Предпоставам дека е некој што слуша бумбап цело време, само разликата е што
Брат, дискредитирање на нечивен вкус за музика е многу лоша работа. Од самиот ствар што можеш мене да ме етикетираш, пошто ТДФ кога почна да се слуша трапот, Дарко знае, Дарко е фронтмен на сето тоа и кој каже спротивно греши. Дарко буквално е човекот кој што ја вроди таа култура на еден начин овде во Македонија. Ја бев цело време покрај него, као ама никогаш не можеше, барем кога ќе стигнеше кај мене, не можеше да ми кажеш дека јас само сум заглавен на трап, пошто буквално знаев што све имам преслушано претходно. И дискредитирање на онака само чисто на некоја површно знаење за личноста, за каква е и што има слушано, и да го дискредитираш тоа, е многу лошо. Не дека се фалам, не дека ништо ја можам да посерам било кого у знаење на артисти, албуми и музика и волумен на музика кој што се има преслушано. Низ целиве мои 27 години. Други муабетот, брат. За мене е многу поубаво човек да еволуира, да слуша една музика, да слуша брат. друга, па после, ако еволуцијата иде натаму, да се врати кон таа музика што во одреден момент не ја слушал, например како нас, отколку да бидам заглавен на тоа. Ако тоа е коментарот као демек у стилу, ај сега, тек сега ви стана интересно. Јас слушам Ја од 2004 го слушав. Ја го слушав од 2004, ама едно време не го слушав, па сега пак стана добро, пак стана интересно. Се појавија нови артисти, се реинвентна, Static Selector од секад сум го сакал. Апсолутно. Као интересно и сакам да го слушам, брат. Не е дека се тоа ми е првиот first choice за музика, пак ми е да речеме 5, 6, 7, ама интересно е кога артист како Секси Марса ќе направи бумбап и тоа е супер. Да го видим обратното, тоа го чекаме и не се дешава. Е, тоа е проблемот, ама тоа е друга тема која не ќе ме да навлагаме сега. Така да big up река тече за коментарот, али не знам дали саш да нас заебаваш или било што, ти си знаеш. Уште еден коментар од Pistol P. Давид Блек година ви извади албум со 12 песни и 3 спота, штето што не го коментирате, дечкото е партали. Искрено го немам преслушано. Немам појма што е тоа. Не мислам дека ќе појавено, брат. Можеби нешто ми се појавено некој спот, ама ми се нема појавено искрено албум. Не знам. Знам Давид Блек кој е, ама не знам за музиката искрено не слушаното. Прати ни ќе чуеме, ќе изгугламе, ќе чуеме, ако имаме време ќе прокоментираме оваа сезона. Ако ни се свија, ако не, тоа е тоа. Рече, не мораш ништо. Не, мислам дека не дека не сакам, немам слушнато, не знам што да очекувам. Не се ни сеќавам дали имам слушнато нешто од Дейвид Блек. Воопшто, само знам дека има една песна со она детиштено мало што беше меме. И тоа беше глупо многу, брат. Не знам зашто збориш, брат. Ама не е ни битно, брат. Тоа беше имаше само едно детиште 7 години, брат, со женски нешто, имаше нешто беше смешно му. Као си викаше овој бе, меме беше бе, брат. Не се сеќавам. Заеби, брат. Како и да е. Ако има као ми интересира, пошто еве, ќе чујам, не знам, таков сум кај што луѓе кои што не прават, кои што не се занимаваат примерно со хип-хоп музика, не ги слушам, им давам шанса, поретки се шансите да се закачат. Например, имам пробано Иван Ајнштајн да го слушам, некогаш нешто ќе ми се закачи, нешто не. Или пуштивме на песна, ти тегнува. Тоа што изборевме, прва сезона го зборевме и кратко EP беше тоа што или неколку. Мислам дека денеска или утре вади проект, така пише на Дискорд. Така да има луѓе што ги пратат. Ја лично не сум фан, ама ќе држам, не знам, ќе видам, ми интересира пошто знаеш како call-out добивам сега. Предизвикан сум добив, чисто ќе видам, ама не мора да значи дека ќе коментирам на тоа. Чисто ќе го видам колку да имам дзирнато да видам што се деша. И двете се call-out, али добро, мораше да добиеме такви коментари. Одамна ни стагнира некако коментар комент секцијата на YouTube, али мислам да се пребација на Discord луѓе. Да. Мислам таму имам и подкаст фидбек после секој епизод, луѓе кои што сакаат ни пишуваат нормално. Да, и постојано се комуницира, така да мислам дека ако сте таму, дојдете таму, пратете го албумот. Ќе чуеме, ќе скоментираме, ќе даеме мислење. Интересно е дека човек подпишем Pistol P зборува за Дейвид Блек. Тоа малци иронија во себе, ама не знам како Елди Пистолеро како се чувствува за тоа. Искрено. Добро. Имаме некои интересни теми, нема да збориме конкретно за музика, за нови изданија, да речеме. Ова епизода туку така ќе си правиме муабет за некои дешавки што пред се јас инспирирав од Викендов, брат. Викендов пуштав музика во Охрид, пуштав музика во Штип, big up до сите кои дојдоа во Инклузив во Охрид, big up до сите кои дојдоа во Аквабела базенот во Штип, отварање на базенот, одлично место, прекрасно, се надам дека ќе правиме добри настани таму. Али имам неколку забелешки онака од цело патување. Првата ми е колку уствари
Talk your shit, son. Не, колку ствари ова што го правиме ние и тоа што го работам ја како диџеј брат, и ова што го правиме ние со Пандемониум, колку ни дава шанса онака да запознаеме различни луѓе и да стапиме во контакт со различни луѓе од цела Македонија, дури пошироко. И онака да направиш некои контакти, некои врски на база на заеднички интерес или на база на mutual respect со луѓе. И тоа онака кога се враќав од Штип, така и дома си го мислев кога се појави на базенот голем дел од Дискорд екипата, поздрав до Джеди, поздрав до Мана. Yes, sir. Афродита, Петар, не знам кои се беа брат, појма немам. Big up до нив што дојдоа, big up до нив што се цело време на Дискорд. Као многу интересно дека онака стапуваш, сме се знаеле цел живот, али пример преку Дискордов. Со Джеди стапивме во многу подобар контакт и онака некој дека секој ден комуницираш и ако си под никнейм и ти и он. Да. Остануваш поблизок на некој начин, онака имаш шанса да се запознаеш со луѓе од Многу е полесно да се префрли у реалниот свет, моментот кога ќе... дека се префрла, брат. Да. Гледам дека се префрла, гледам дека и Флекс дружи со многу луѓе, онака, гледам дека онака се прават другарства преку Дискорд и тоа е многу добро. Уште една дешавка што ми се деси у Штип са бајлето, откако заврши шурката, мислам утре дента. Се видовме со Ник Артик, еден лик чија музика, чија песна ја зборевме тука, стапивме у контакт. Ни кажа дека работи на стрип, ни кажа дека работи на многу ствари и правеше промоција на стрипот вечер. Да му реков, брат, сакаме ја и Трајче да земеме пакет кој што го нудиш со стрип и со вино, брендирано вино, и се видовме со него, направивме 10-15 минути муабет надвор на улица и онака ептен позитивен впечаток ми остана, ептен сум среќен поради тоа. Ник Артик го извади својот стрип, Трајчо ги има тука до него. Yes, sir. Прво, Чарли Бенк. шарауту Никола за се во уште кога искочи, имаше Отиња песна, искочи за Штип и ја зборевме. Има поише пати имаме зборено, си имам видено со Никола во Кочани, еднаш се видовме. Ај се види во Кочани. Ја друго барав кличо со Кицо Праска да се видовме надвор. Long story short, него најдовме клучот. Го најави Чарли Бенк тогаш и мислевме дека е албум, но ко мултидисциплинарен артист, онака само ни пишат дечки, не се работи за албум, не се работи за парче музика, се работи за стрип, кој што е 100 страни, цел нацртан од него, и се изненадив. Му реков, ја не сум огромен, ќе излажам ако кажам дека сум онака најголемиот фан на стрипови, имам неколку дома, но ова е феноменално, со тоа што целиот онака имаше цел ролаут со во Штип веќе имаше, да покажи го. Имаше цел ролаут, имаше онака собир на луѓе за да се продае, има вино кое што исто така брендирано, кое што ми израдува дека се деша ова. Киево винарија, валјда некоја штипска исто така фамилиарна винарија која што е локална и е многу добро исто. Виното изгледа перфектно. Бело вино, црвено вино, имаше онака и варајати да одбереш. Маечки плюс, сето тоа беше многу добро склопено. Така да, еден огромен шараут за Никола, за Севова. Се уште го немам прочитано текст, ја само што го зедов. Знам дека ќе има промоција исто така и во Скопје, работи на тоа. Така да луѓе кои што не се во можност и сакаат да поддржат македонски артист во правата смисла на зборот, онака каде што се изразува и на многу начини, преку многу медиуми, ве молам, поддржете го, ќе пишеме и на Дискорд секако, ќе го шернеме тоа, може да шернеме и кај нас на Инстаграм кога ќе има датум и време, датум и место. И не знам, многу ми е мило дека се дешава ова, се ретки моменти кога се дешава ова. И затоа му кажав уште на Дарко моментот, чим идеш те молам земени, ако не ќе идам од Скопје ќе земам. Како и да е, би сакал да се појавам ако сум овде, ако сум во можност би сакал да се појавам и на промоцијата, чисто да испоштувам, иако веќе го имам стрипот. И многу ми е мило. Се уште го немам прочитано, 100 страници денес го добив, ќе го читнам, ќе го разгледам, ќе го видам. Деновиве, ама Никола, фала ти за ова, честитки за сево ова и се надевам на многу поише успешни проекти дефинитивно. Исто брат, со среќа, проверете го Ник Артиц, така се пишува на Инстаграм, други социјални мрежи. Зринете во стрипот, ја го немам прочитано, наистина викендов, али ќе се прочита, ќе ти даеме фидбек. И ова е уште еден артист кој што збориме дека онака from the ground up, do it yourself менталитет. Апсолутно. Се прави сам, го црта, го брендира, го прави, го пакува.
изгледа одлично и само напред брат и мило ни е што познаваме луѓе како тебе и ги запознавме истите преку Пандамониум радио. Апсолутно. Нема поголемо. Тоа беше устари поентата, као многу сум среќен што кој е ефектот на Пандамониум радио, не на култура да нешто него, на нас лично какви со какви луѓе стапуваме во контакт, какви другарства потенцијални правиш, можеби for life, можеби апсолутно со работки, можеби милиона ако ништо друго. Не, мислам дека тоа е најголемиот бенефит уствари брат. Ова ние што го правиме останува како и да е, можеби не знам, година од сега поише ќе биде се поуспешно и поише луѓе ќе не дознаваат. Ама на крајот на денот мислам дека ова беше прво стартнато за нас, од нас и за културата и секогаш ќе биде тоа брат. Никогаш нема да се смени, секогаш ќе биде првенствено за нас у смисла дека ние сакаме цело време да знаеме што се случува, како се случува и сакаме да кажеме што мислиме за тоа што се случува. И нормално е тоа. Дарко е во барем во таа сфера многу оддамна, веќе 12 години скоро. 13 години и као нетворкинг, поврзување со луѓе, упознавање на нови луѓе е многу битна работа, посебно во овој бизнис и во оваа култура, така да наоѓање на луѓе кои што ги имаат и ги немаат истите мислења како тебе, онака кои што може да се контраш, може да развиеш дискусија со нив, посебно за музика, за нешто за кое што Пандамониум се заснова врз основа на тоа, мислам дека е феноменално онака и секогаш ќе биде огромен плюс кај мене. Тоа е тоа. Нема боле од ова, брат. Нема боле од ова, од физички продукт, од човек кој што си го упознал преку Пандамониум, кој што успеал да направи промоција, да направи ваква соработка со винарија, да извади брендирано вино, да извади маички, да извади стрип и плюс работи на музика. Можеби ова ќе го инспирира Чарли Бенк да премине у албум, брат. Гледајќи ги неколку цртежи, можам да претпоставам онака у која ера е направено ова и буквално знам албум кој што револвира околу таа ера, рап албум од Лоранж и Jeremiah J, The Darkness Took Us In at Night или нешто така се вика, ќе го линкнам, исто феноменален албум се збори за од перспектива на еден мафијаш у 80-ти години у Нью Йорк, брат. Легендарно. Така да ова може тотално да премине во нешто и во друг формат и многу ми е мило дека постои. Си наоѓам ја референци сам низ мојава дискографија што имам преслушано у глава, си наоѓам референци онака за каде и што е. Јако. Така да многу ми се свиѓа и мило ми е дека е тоа така. Топ. Бигам до Ник Артик уште еднаш, проверете го, а нарачете го стрипот ако може да се нарачи и испоштувате го човекот. Уште една дешавка што ми се деси викендов е ти пишав и на тебе и на Марса, мислам дека онака се осеќам дека луѓе брат очекуваат од мене. Ајде, talk your shit. Talk your shit. Кажи си. Очекуваат од мене да пуштам само трап музика, брат. Односно, ајде да не само таа трап музика, него тоа се што е по големиот спектар на трап музика. Да. А збориме дека као малце стагнира музикава. Не е тоа, нема нови хитови, нема добри хитови. Јас слушам многу различни работи последниот период. И као се осеќам кога ја гледам публикава како реагира на музиката што ја пуштам. Се што не е тоа, дека ме гледаат малце не на криво, ама и на криво. Ослободете го Дарко од вашите канџиве, молам. молам. Осеќам ко Кендрик, брат. I feel like Kendrick. Дарко is not your saver. Буквално. Не може да ви пушта Do My Dance од... Не, брат, знаеш како? Не можам ли да зборам, сам ми пројде малце овие 2-3 дена тоа чувството што го имав. Да. Дека заврши со пуштање, се освежив, се терав со нормални обврски, знаеш кога ќе спиеш 2-3 пати. Јоп. Поминува, али на моменти брат се осеќам дека имам притисок од луѓето да ја пуштам музиката која можеби не се осеќам во моментот дека сакам да ја пуштам. Можеби таа е музиката по која ме знаат и најверојатно нема друг диџеј што ја пушта таа музика. И многу луѓе очекуваат да дојдам јас во нивниот град или некаде да ја пуштам таа музика, бидејќи јас сум како тој што треба да го носи трап бранот се уште, као го правиме од многу долго време. 2022 е, брат. Го правиме од многу долго време и стварно се осеќам дека сакам да пуштам и други работи. Кој не би? Брат, уште у тоа време имаше моменти кога се пуштаат други работи, брат. Така? Го имаше Хавана каде што беше сосема друг вајб. Имаше ТДФУ каде што беше сосема друг вајб. Имаше
Иако многу луѓе не се ни сеќаваат, као на пример Трзеј Шејки и ТДФУ беа сосема две различни ствари, као не беше допирното. На ТДФУ се дешава EDM ствари, да Major Lazer ремикси и све тоа, као Diplo ремикси. Тоа не можеш да го чуеш во епи. Ма така да сега го имаме зборено и ова, и да не се повторувам, веќе некако сите тие етикети се ставени само под трап и тоа е многу лошо, каде што луѓе не ја разграничуваат музиката и дури знаеш како поише за од поглед на тоа дека тие не си излезени од тоа, не дека си тие се уште се заглавени. И ја разбирам брат, ја сум од Радовиш, точно знам како е таму и точно знам како било и знам колку е онака се назад, колку луѓе не се заинтересирани за нова музика, не се заинтересирани за пронаѓање на нова музика, не се заинтересирани за пронаѓање на еве би ги нарекол хитови или бенгери во новата музика. Знаеме дека не постојат. Ја буквално ако ме прашаш, би рекол онака не се сеќавам последниве 2-3 години некој смеш хит да има искочено, кај што сите го знаат брат. Да биде трап бенгер онака, као не знам, ќе лупнам сега глупост, ама не знам, Astro World е последното нешто, брат. Да, не, излегува 2020 на почетокот кога има материјал, на пример, последно така да речеме што е бар мене што ми вака што ми остана е на пример Popstar од Drake. Тоа излезе на почетокот на 2020. Само што фати короната, најверојатно не била спремна и пушти ја Tupac со DJ Khaled и тоа беше онака. Се појави дрилот. Дрилот извади 2-3 големи хита кои ми се во ротација, ама дрилот на пример не вози доволно добро повеќе од 7-8-10 минути. 5-6 песни максимум. И тоа пробам да ги менувам побрзо за да не досади да бидејќи стварно со садо. Тука има 2-3 групи на машки кои се палат, кои се диват на тоа, али у принцип облекуваатски маски. Енергијата на подиумот се менува нагло. Можам да кажам дека кога се пушти локдаун лани 2021 летото кога почнавме, ја онака бев спремен со целосно нова сетлиста од ќе кажам само музика 2020-2021 и нешто 2019 што беше останато и недоволно пуштано или конкретно 2019 излезено. Али како поминува време се враќам се поише назад. Не сакам да го правам тоа, али ми фали музика што брат, што можам да ја пуштам, а што е добра, а што е трап во исто време, за да бидејќи луѓето го очекуваат тоа од мене и луѓето сакаат тоа да го чујат кога јас сум таму. Не треба тоа да биде така брат. Кога да пуштам нешто афро, нешто малце латино, нешто луѓето си мислат дека е ова комерцијал, ова се TikTok китови, ова не е добро, зашто од кај го пушта ова, дури тоа се деси и сезона веднаш и на Трзде Шейк, еднаш имаше као на некој трапија на Инстаграм, онака некој сукоп, некој недоразбирање со некои фанови кои биле или не биле на журката, ама виделе некоја стори, не е ни битно. Тоа се среди, али онака сега викендов се оследив така дека, на пример, во Охрид пуштав покомерцијална музика бидејќи имаше измешана публика. Добро, клубот не беше целосно полн. И знаеш кога не е целосно полн, треба да пушташ музика као да не си отидат луѓето под наводници да бидат. Као гледаш дека има пример 20-30 маси и сега 3 слушаат комерцијала, 3 сакаат длабок трап, 5 сакаат српско или нешто рандом да им се пушти. Цоби. И као многу е тешко да ги задоволиш сите онака и тука возамо некоја да речеме комерцијална линија кај што брат, тоа што тоа челендж е тоа да го направиш сево, да го изманеврираш. Најдоброто е да одиш као некоја посигурна варијанта бидејќи сакаш да има добра забава во клубот. А тоа не значи дека има 2-3 екипи, 4 што сакаат да биде Трзде Шейк атмосфера, што реално не е возможно да се случи општо во таков клуб на обична вечер кога ќе правиме Охрид Шейк, можеби ќе се случи во Охрид. Али тоа е веќе сосема друго. Тоа се очекува да биде така. Да, а на пример во Штип, бидејќи сакав да сменам, да не биде цело време истиот сет, се вратив малце поише назад, пуштав и 2000s. Ама Штип поштоја брат. И беше атмосферата добра, се надам дека луѓето се споминуваат добро. Штип поштоја. Пуштав музика као од 2000-ти, 2010-ти, пуштав и нешто ново, не е дека не, ама малце излегов онака да речеме поише го направив тој комерцијален хип-хоп Хавана стил. Така. На сет и мене искрено многу добро ми дојде. И кога пуштавме тука неколку пати во Локал 45 оваа сезона, исто така комбинирав малце понова и постара музика и ми одговара тоа, ми одговара и малце да се вратам. Брат, да се вратам кон тој саунд, брат, бидејќи се осеќам заглавено искрено во музикава што ја пуштам, бидејќи нова музика не излагам добра хип-хоп музика, трап музика, што може да се пушти во клуб во Македонија. Нема многу
диџеи, млади диџеи кои промовираат нова музика, кои може да пушнат песни, кои може да тоа се вика на англиски break a record, значи да ја направи да биде популарна, за јас после да ја украдам. Така. И некако осеќам дека притисокот е под наводници на мене за јас сега да ги пуштам најновите песни, и јако некои песни не ми се свијат, како на пример Нарdo Week, како артисти или некои други луѓе што ги слушаат млади, како тоа не е not my cup of tea, тоа не е. Така. Не е за мене. Поише се слушам UK, поише се слушам Афро, латино не слушам толку оваа година, ама сега као до лето ќе се вратам. Поише слушам ама пијано отколку underground trap, не свегаш. Како да го слушам, не може да го пуштам. И тука сум некој крстопат, во моментов работам на организирање на сарадото за летово, се надевам дека ќе успеам да склопам добар сет со добри песни, нови или можеби малце постари, ама не доволно слушани, што не им се досадни на луѓево и што не ми се досадни мене. За јас колку толку да го освежам сетот за летово, брат. Види, мене тоа што го кажа, на пример, треба да има од све микс енд меч, брат. Најчесто тоа го имаме зборено и го имам кажано и овде претходно, брат. Ако искачаш некаде, очекувањата треба да си ги тргнеш од страна дека кидаш да, ако не е тема, ако е само Айри Скреч, окей, ти има и представа Дарко што би пуштал. Ама не се љути ако не се деси тоа, ме разбираш, не као треба и ти да си ги тргнеш, ако идеш на Trap the Fuck Up, нормално, воред тоеш знаеш што добиваш. Ако идеш на Thursday Shake, знаеш веќе што добиваш, пошто е резиденција, пошто е четврток, пошто знаеш унапред што следува. Ги знаеш бенгерите, знаеш Дарко што пушта тоеш, знаеш како завршува журката, тоеш има веќе некој онака редослед, знаеш како тече енергија. Поставени рамки. Да. Ма и ти, тоа не треба да го има, брат, ама не, во ред, ама таму е подозволиво. Овде, брат, овде кога ќе идеш на уобичен клуб, уобичен кафич, кога ќе нема тематска журка, кога ќе нема ништо од тоа, дај му на диџејот да носи журката, брат. Не си ја уништува и сам себе вечерата, пошто тебе не ти ги пуштиле тие две песни кои што ти сакаш да ги чуеш. Ме разбираш, као мора да има микс енд меч. Мене најубаво ми било кога најрандом ќе сме се споели и ќе пуштат не знам, брат, сега ова е многу ептен онака, ама на ведран роден дените, така. Мега, брат. Као толку најлесно на цел свет, брат, најлесно на цел свет. Тоаш нема никакви притисоци. Ти си остаен сам да пушташ што сега и луѓе само добро се забавуваат. Така беше и Пета Хаус HQ на неколку пати журки кои сме правили. Журките кај што немало притисок онака, кај што цела слобода му се дава на диџејот да ја понесе онака и енергијата да ја однесе кај у кој правец сака и каква музика, тоа ше најболе, брат. Луѓе без предрасуди и без онака очекувања за што ќе имам вечерва, освен добра енергија, се тие што ја бутаат таа журка и тебе и ти се чувствуваш дека тебе ти прават притисок пошто они не си поминуваат добро и не реагираат на музика, а нормално диџеј мора да ја гледа публикава цело време и да ја анализира што мислат во тој момент. Оваа песна не им се свиѓа, овие се гасери, овие се вакви, овие се онакви, овие се и пробуваш да најдеш НЗС. И тоа е многу сериозна работа, ме разбираш, ама ако не постоje ти и сите се доени само за добра журка, брат, ти тоа ќе го имаш недобриот сет. Да. Тоа е едноставно е, брат. Само луѓе треба да си го тргнат тоа од глава дека диџејот е доен само за нив. Као има 150 луѓе у клубот, брат, кои што треба сите да се пројдат. Тргни си ги, дојди опушти се без никакви очекувања и предрасуди за музика што ќе ја чуеш и само движи се, брат. И помини си убаво, брат. И споти си иди си дома. Толку. Клубови треба да бидат за тоа, брат. Клубови треба да бидат за тоа, за ништо друго, брат. Се работи на случајот, ќе видиме што ќе донесе летово, се надам дека ќе си го средам сетот, се надам дека ќе имам места кај да пуштам некоја музика што сакам да ја пуштам и се надам дека нема да се осеќам и ја застарено, а и луѓе што доаѓаат на журки постојано да се осеќаат дека Абе, знаеш како не е застарено, брат, ако стагнира, реално стагнира. Сваќам, ама ако пушташ нешто од 2000-ти или ако има момент, брат, кај што ќе можеш да пуштиш нешто од, не знам, од Кемерон, брат, ме разбираш, како не е застарено, песната можеби е стара. Ама не знам кога бевме у концерт, брат, онака пушташе стари ствари, кога то беше, брат, енергијата то беше пошто луѓето иако не ја очекуваа таа музика, кога ја пушти, то реагираа, брат, пошто ја знаат таа музика, ме разбираш, како Fabulous или такви ствари. Тие се класики, брат, или на пример кога од Blueprint да пуштиш нешто од Jay-Z, брат, нешто што валја и ти нема да го направиш, ама лупам, ме разбираш, кога сваќаш што сакам да ти кажам. Така да
не знам, пак ќе останам на тоа. Луѓе треба да си ги тргнат предрасудите и очекувањата за тоа што што следи, цели плейлисти си прават у глава од тоа вечер што ќе слушнат. И тоа плюс јас сум така, Дарко може да потврди, јас сум таков што замара. Ја у 3 сат ќе му идам и ќе му кажам, пушти ми ја таа и таа песна. Ама не му викам мораш да ми ја пуштиш. Кога ќе имаш време брат, кога ќе стигнеш на тој BPM, сега окей, јас сум таков фрик и знам од прилика која е, каде е, па можам да му поедам правилно време да го ставам у ситуација за да ја пушти. Ама знаеш, треба да си има осет за тоа брат. Треба ако бараш песна брат, ако ја бараш Дрейк и Мија брат, ако ја бараш не ја барај у момент кога има трап пуштано, побараја понатака, као треба да го сетиш, што треба да се сети брат, што следува, како следува и не треба да тоа ти велам, не треба да се курчиш брат за дека не ти пуштиле 2 песни. Не беше до така, не беше до толку. Не велам. Само општо генерално зборам, тоа не е само ни за тебе, тоа е за многу луѓе брат, тоа е за повеќето диџеи, онака кај што окей, мислиш дека бомбаат, мислиш дека имаат лоши журки, пошто луѓе не се забавуваат, а најчесто мислам дека публиката е у голем дел кривица за тоа. Искрено верувам. Никој не бранам, ама не знам, сум искачал, јас сум знаел, јас секоја вечер се враќав испотен, како без туш, не сум можел дома да се вратам. Тоа ми беше мене ми беше да се изиграм, да убаво да си пројдам и тој алкохол што го имам испиено таа вечер, у истата вечер да искочи, а не утре да имам вакво, како преку пот го ваде брат. Тоа е добро. И не знам. Што и да ми пушташ ми беше окей, ќе најдам убаво у тоа, ме разбираш. Си знам ја кои песни ги сакам, си знам ја кои песни сакам да ги чујам, си знам што е добро, што не е брат, Џон Бови Хаус ремикси мразам ден денес, ме разбираш. Тоа никад нема да толерирам, ама ако е убаво, ако е добро споено, зошто не? Дај му шанс 5 минути, 3 минути се разбираш, како диџејски сете, минута и пол ќе трае песна, ништо поише од тоа. 16 и рефренов и толку иде после тоа. Така да луѓе треба да се опуштат околу тоа, треба малце да почнат само да се движат брат, ништо друго. Само да остават музиката да ги движи толку брат. И да не го знаеш текстот, движи се брат. Следниот пат ќе го знаеш. Ќе ја научиш песна. Затоа не е толку тоа на тебе, не го сваќај тоа толку лично, тоа ти велам. Не треба голем удел, мислам дека има и самата публика брат. Од нивната незаинтересираност за слушање на нова музика, за истражување на нова музика. Не, јас зборам од другата страна брат. Некои луѓе што можеби и слушаат и истражуваат нова музика, очекува дека јас ќе го пуштам Нардо Уик, ме сваќаш. Добро. А нема да го пуштам брат. Добро. Не би го пуштал Брна Бой, него Нардо Уик. Брна Бой is valid. Па ја во 2022. Апсолутно. Не викам за 2023 или 2020 или 2017 брат. Тоа е тоа. Се надам дека лето ќе имам добар сет и дека добри сетови, различни, и дека и фестивалите ќе се бидат на фестивалски начин реализирани. Така. Клубските вечери на клубски начин, журките на плажа на начин пригоден за тоа, журките у кафичи на малце почил, поубав, пофин, пофина варијанта, и се надам дека ќе истераме добро. Ше една само кратка тема која сакам да ја начнам е поглед на ова, се надополнува некако со темава. Излезе Rolling Stone листата на топ 200 албуми на хип-хопот, излезе да. И XXL Freshman листата исто оваа недела. Така. Две листи, не ќе да ги анализираме. Ќе кажам само дека Rolling Stone листата не ни ја прегледав, а XXL Freshman листата не знам ни еден артист од неа, односно познати ми се како имиња, ама ништо тоа не слушамо на regular basis. И мислам дека тука више има малце, најверојатно сум old head или има некоја дисконекција со моменталната американска сцена, што го збориме више 2 години, али ова беше само еден показател, бидејќи лани кога водевме, тука го водевме се сеќавам исто, мислам дека за март, тоа што имавме корона нешто, тука зборевме за XXL Freshman листата преку Zoom. Тогаш знаев повеќе артисти, сега не знам, можеби тоа ќе поише пратев, не е ни битно. Али брат, колку е тешко и колку е непотребно да се направи една листа на музика. Посебно листа како на Rolling Stone топ 200 албуми листата. Дали уопште има потреба од тоа? Исто како што збориме за наградите, брат. Дали има потреба да се даваат награди од денешно време? Не брат, а само додаваат категории. Ај вака, ќе почнам, ќе се надоврзам само на брзина тоа што кажа за на здраве, за XXL. Брат, искрено, најискрено, два артисти само знам од кои што еден имам слушано, Babyface Ray извади албум претходната година, го слушав, добар е, ми се свиѓа.
Babyface Ray не е за подценување, добар артист, солиден артист кој што знае да рапува, има интересен вокал, има интересно флоу. Вториот кој што го знам, само го знам по име и тоа е Нардо Уик, толку. Све друго, Вилов Кейси, знам дека го пуштија во Дискордо, знам дека има албум, дека е толк, дека бил интересен проект, не било ништо посебно, ама бил као покарактеристичен од другите, тоа можеби ќе се слушне, но ништо друго, ништо, ама апсолутно ништо. И претпоставувам дека тоа е заради фактот дека многу голем број од тие артисти имаат само по една-две песни што успеале на TikTok или некаде, или во американската сцена се нашле на некој чарт, некој глупав и тоа е као онака ме нервира дека порано XXL значеше за нешто, сега веќе онака utter mistake, не треба да постои. Тоа треба да знаеш кога ти е добриот екзит и да го направиш, брат. Последната добра листа беше со Denzel Curry, со Lil Uzi Vert, Kodak Black, 16, таа легендарната. Таа е легендарната. После тоа беше све умрено, брат. А порано ние чекавме XXL да искочи да ни каже што ќе биде ново, брат. Брат, Крис Хамилтон, Currency имаат настапува, све има тоа, брат, артисти кои Мек Милер е таму. Currency и Мек Милер се заедно на истата листа 2009. Тоа е најдобрите, да. 2009 така? Не, 2011 е тоа, 2011. Дури можеби. 2011 ако не се лажам. Ама као да, со Wiz Khalifa беа заедно. Брат, веќе помина тоа, веќе нема потреба од тоа. Соси Сантана бе, брат. А дали тоа ти кажува дека има некоја, дека сме на различна бранова должина? Ти, апсолутно. Јас, XXL, фрешмен листата, апсолутно. Рап Кавиар, плейлистата на Spotify, онака се е некако рандом, брат. Without a fucking doubt, брат, дефинитивно. Можеби XXL е можеби најслично со Рап Кавиар. Тоа што слушаш ти, со тоа што слушам ја, врска нема, брат. Да, дефинитивно. Не знам, луѓе не слушаат и Discord екипата што слушам, онака мислам дека има големо несогласување по нашите вкусови. Тоа само ти кажува дека нема еден водечки правец кој го води хип-хопот и тоа и се пресликува и во мојот проблем што не можам да се најдам музика за пуштање, бидејќи немам преслушано ништо од Соси Сантана и сигурно и да пуштам нешто една песна има, нема што да нема свегаш. Какво Соси Сантана, види го како изгледа, бе, брат. Никого не сум нит шеймал, нит ништо за тоа како изгледа тука, едноставно као што се случува, брат, онака со сценава, брат, не ми е јасно. Повеќе од ствари, знаеш како е, поише и за изглед веќе, поише за све, не е ни за музика толку, брат, као вирални стануваат врз основа на еден спот заради нешто, некој денс глуп или што и да е. Мене тоа ме нервира, тоа ми е надвор од музиката, ја што ја слушам, брат. Јас слушам прво музика за музика, не слушам за спот, не слушам за TikTok денс, не слушам за виралитет, за ништо од тоа, брат. Само слушам за музика. Тоа ме нервира, тоа ме вади од такт, која музика не ти е примарен фокус, а креираш музика. Музика ти е медиум, ама не ти е примарниот фокус, ме разбираш? Поише ти е ти да ги каптивираш твоите фанови со други гомна, брат. Тоа е тоаш проблем, брат. Excuse my French. Ама од друга страна, Rolling Stones, брат. Една од онака едно од најголемите не знам како да ги нарачам, ама медиум, брат, новинари, така? Едно од најголемите кои што се заслужни за многу листи кои што се highly regarded онака и не само за хип-хоп музика, тука е за рок музика, тука е за метал, тука е за све онака. Покриваат секако вид на музика и се многу influential, многу се добри и ја вадат листава. И само гледам неколку снипец на неа и почнуваат сите лошо да зборат и сватив зошто, брат. Пошто таа не е базирана на објективност, брат. Не е базирана на онака, поише е базирана на инклузивност. Ме разбираш колку само да бидат стајани овде артисти, бе, брат. Кој што сака нека каже Cardi B не заслужува 16-то место на топ 200 албуми на сите времења. Дали сте нормални што зборите, као ме разбираш колку музика има искочено у светов, посебно у хип-хоп музика, за Cardi B Invasion of Privacy да биде 16-то место. Чекај, Клипс нешто кое место бе? Клипс се на 40-то, така нешто. Клипс има две entries, едното се на 60-то, другото се на 40-то. И Lord Willin можеби заслужува да е у топ 50 албуми на сите времења. Во ред. Можеби за мене не толку високо, можеби во топ 100. Еден entry, Lord Willin нека биде у топ 100. Ама ја никогаш не би седнал и да направам листа од 200. Само уживај у тие 200, брат.
уживај у тие 200 албуми, брат, ме разбираш, као се сеќаваш кога правевме онаа топ 10 листи кога правевме тој предизвик што беше пред 2 години. Да. У 10 минути набравив 60 албуми, брат. Кои шали. И тие се албуми, мене што ми се онака вметнати, брат. Ако почнам да истражувам, да видам албуми кои што били influential, албуми кои што сум ги чул, онака, ама не останале со мене, ама знам дека биле многу битни, ќе ги набрам 200 ко ништо, брат. Ама таа листа ништо не значи, бе, брат. Нема никоја тежина, пошто е таа дојана само од мене, брат. Од друга страна, многу луѓе критикуваа дека, као, видете ги како изгледаат ликовите што ја составиле листа, брат. Мада секој има право да се изразува на тоа. Као Лупе Фијаско имаше зборови кај што збореше демек као белци зборат за кои се најинфлуеншал 200 албуми во или најдобрите 200 вакво. И на пример првите топ 10 албуми и не се ни толку лоши за луѓе што ја немаат видено, онака сега нема да не збориме, ама као поише се стајне за инклузивитет, брат. Flow Mili, која што онака е као ништо во играва, ме разбираш, еден проект има од лани или од 2020 и тоа е, ама е жена, артисте, 140 место, брат. Little Sim се над неа, ме разбираш, што е артисти и пол, брат. Што знае ептини да рапува и што извади многу добри, што извади многу добар албум и све тоа. И на пример, поише е стајано за да биде таму, брат, као за инклузивитет, ме разбираш. Разбирам ако Ники минаше топ 50 со Pink Friday, брат. Legendary беше стварно у тоа време. Cardi B не е тоа, брат, нема зашто да биде топ 16, брат. Ти само провоцираш тоа, изнудуваш реакција од луѓе за тоа и нормално дека ќе го серат, брат. Нема, мислам дека, брат, нема поента да се прави таква листа Нема. во време, брат. Нема, брат. Поента да се направи таква листа бидејќи као прво хип-хопот многу долго постои, многу долго е број еден на сцената, има многу квалитетни проекти, има неколку ери поминато веќе. И као што да споредуваш помеѓу 2-3 ери, више тука се губи критериумот, брат. Не можеш да поставиш ист критериум за албумите излезени во 80-та, во 90-та, во 2000-та или 2022, брат. Онака, тотално е се различно. Ако треба да се направи листа, може да се направи, ама на кратно дено таа листа секогаш ќе биде субјективна. И таа листа, што викаш ти боле наброј ги 100, само стаи ги 100, него да ги броиш од 1 до 100, бидејќи секако нема да има логика едно со друго. Истото се деси ние кога правевме, брат, битови кога оценувавме онака, редоследот онака пак да ги оценуваме сега ќе искочи скроз друг редослед. Може и првите 1, 2, 3 ќе искочат пак 1, 2, 3, мање више, али другите до средина ќе искочат сите исто, бидејќи денеска се осеќаш така, утре се осеќаш така, или сега ти си дал 5 поени, јас сум дал 4 поени, па сега збирот на поени, просекот ја става Cardi B 16, после неа 17, не знам, Notorious B.I.G. или било кој, онака, као нема никаква логика, ама мислам дека и брат, у денешно време со интернет со се мислам дека нема логика да се прават такви листи, брат. И мислам дека е утка да пробуваш да правиш такво нешто. Мислам дека е само проблем и едноставно ќе кажам нема поента. И затоа не ги гледам, затоа не ми значат. Едно време на крајот на годината ги следев листите на Комплекс за топ 50 албуми годината. Таа листа има повеќе логика бидејќи пак многу е помал опсегот на албуми кои го взимаш во обзир и примерот 300 албуми што излезе таа година ти бираш 50 најдобри, пак и можеш да ги подредиш некако бидејќи меморијата е свежа. Full time, брат. 40 години хип-хоп постои, брат. 50 скоро, брат. Да, 73-та почнува. Официјално. И ти да можеш да го сумираш се до тоа од 200 албуми, брат, па и да за секој албум да пишеш зошто е пред предходниот, брат. И Illmatic да ти е 40 и Invasion of Privacy да ти е 16, нема никаква смисла, брат. Ниту еден, брат, кој сакаш прашај не може, не е као мора тоа што велиш, нема критериум по кој што можеш да ги оценуваш ти исто, брат. Не можеш, брат. Тоа се различни ери, со различни слушатели, со све, брат, као сосема друга естетика, нас која искочило било ненормално онака, као и дури на пример убаво ми е да читам за нив, ми се свиѓа делот. Ме нервира фактот дека се подредени. Разбираш? Многу е подобро да ги подредиш по години или по ери или по декади барем. Да, као не ги подредува по места. Не вели дека Notorious B.I.G. Ready to Die е најдобриот албум на сите времења. Ја не мислам дека е. Ми е може у топ 15 секако, ама топ 1 не ми е, брат. Call Me If You Get Lost не е најдобриот Тайлер албум, брат. Mac Miller, брат.
The Divine Feminine беше единственото entry, брат, од Мек Милер. Го обожавам тој албум, брат. Ама Мек Милер има 5 подобри албуми од тоа, брат. Почнувајќи од Good AM, завршувајќи со Faces, брат. Смешно е, ме разбираш, као... А пак се сведува на тие... Направена... Не, буквално е направена само за да те испровоцира. И тоа ме нервира, брат. Тоа не е листа, брат. И сигурно успеале со тоа, цел Твитер, цел интернет зборуваше за тоа, брат. Таква е, тешка е за гледање, брат, посебно за луѓе кои што имаат децении потрошено за слушање музика, брат. Као голем дел од албумите и ги знаев. Имаше голем дел, би рекол на пример едно 30-40 албуми кои што десетина беа кои што немав ни поим дека постојат, онака како не ги знаев, ама имаше 30-40 кои што можеби у тоа време на истражување онака музика како пораните години ги имам слушаното, на пример, кој албумот на Main Source, таму знам дека нас уште 91 на 15 години има со Large Professor го има донесено у студио, има рапувано прв пат. Го знам тоа. Ги знам Ultramagnetic MCs, го знам Доктор Octagon и све тоа. Ги знам сите тие курки ствари околу ваква, ама само набројуваш ствари, ме разбираш, како дали знаеш што значи 200 албуми да се преслушаат, плюс листата ја склопуваат 15 луѓе, брат. Ја и ти ако се разминуваме за Cardi B кај треба да биде, брат. Што правиме тоаш, брат? Да. Правиш компромиси, ти текне сега за инклузивитет, пошто немало доволно women entries, брат. Тоа е. Ме разбираш, како поретки се женски артисти кои што прават квалитетна музика. Јеби га, таква е хип-хоп, за хип-хоп, збориме конкретно за хип-хоп, брат. Тоа е, таа е вистината, не е дека ние не сакаме да вклучиме жени. Ја го гледам тоа дека е стајано само за да биде стајано нешто внатре, за да има woman entry, за да биде као Миси Елиот е легендарна, ама не е топ 10 албуми, брат. Нема зашто да биде топ 10, брат. Не е толку groundbreaking, не е све. Као Take Care е поише. Не, ама на крајот денот, брат, се сведува се на субјективно на тие 15 луѓе, не е објективна, да. Кога собереш збирот, уште повеќе се меша. Многу ќе биде подобро секој нив да направи топ 20 негови, па ќе добиеме смисла каков вкус за музика има. Да. Што слуша, кои му се критериумите да направат топ 20 женски, топ 20 од оваа декада, топ 20 од претходната, топ 20 на influential и така натаму. Отколку вака само да ги нафрлиш сите албуми без разлика, брат. Не сакам да ги споредувам машки, женски. Имам проблем ја со листи, брат. Имам проблем со листи. Имам и ја проблем со листи. Не ми се свиѓа тој дел. И со награди исто така. Листи, апсолутно. Мислам дека тоа веќе го установивме, онака не треба да постојат, брат. Греми, све тоа нема никаква потреба, не носи никаква тежина, брат. Посебно in this day and age. Конкретно на пример за листи, може да се прават со оглед со цел да се покаже некому хип-хоп кој што инаку не би го знаел, ме разбираш? Сега на пример тие која гледаш од тој аспект, ја на пример ја спомна комплекс листата. Ја гледам секоја година, брат. Ја гледам пошто они вадат на првата половина во јуни, вадат 50 албуми во првата половина и после вадат уште 50 албуми и сума сумарум прават една на крај најдобрите 100 албуми од 2022 на пример за годинава. И моментално на пример мислам дека на трето место беше за годинава, мислам дека кај нив беше Vince Staples Рамона Парк, новиот албум што го извади. И на пример тоа, знаеш како е, не таму поише не го сваќам дека е рангирано, туку поише го сваќам дека е ко листа на албуми кои што они мислат дека ти треба да ги чуеш. Ме разбираш? Ја ако направам сега листа на топ 50 албуми, ја кажувам дека мене овие ми се омилени албуми, не се во некој одреден ред, значи ако е стаен на прво место, значи прво ми текнало на него, не дека е прв најдобар на цел свет, ме разбираш, пошто у секој можен албум ја можам да извлечам најдоброто нешто на светот, брат. Некни, брат, заглавив на една песна, не мрднав цел ден од неа, брат. Мислам, ја зборев и претходната епизода. И као, тоа е, не, листите треба да бидат само тоа, листи, а не ранг листи, брат. Као нема потреба да биде ранг листа да се види кој, окей, ти можеш да кажеш кој ти е тебе најдобар, ама тебе кој ти е најдобар, а не некому кому би или да објективно да кажеш overall кој е најдобриот, врз основа на што, брат, на твојот вкус? Што правиме со на Дарков вкус, што правиме со мојот вкус, ме разбираш? Така да мислам дека листи само треба да постојат колку што постојат плейлисти онака за само за луѓе, повеќе луѓе да осознаат музиката, као наместо да биде топ
200 албуми за во низ цело вакво, напишете ги 200 албуми од целата историја на хип-хоп музиката кои што мислиме дека треба да ги знаеш. И пак стај го, и пак стај го Ultramagnetic MCs, брат. Пак стај го Dr. Octagon, брат. Cannibal Ox, стај ги, брат. Ја ги знам сите тие. Стај ги за луѓе, нека ги чујат ако сакаат, ме разбираш, ама influential си можеби стварно ќе допреш до некого да ги чуе тие албуми. Ама ова поише го сваќам ко кажав, онака за да извади реакција и еве вади реакција моментално, тоа го правим, успева, ме разбираш. Успеале у тоа што сакаат, не ни сакавме да збориме за ова, збориме 15 минути за ова. Кај што намерно ставаат entries и така го прават за да вадат реакции за мене да ми извадат так, пошто да. Не требаше може да спомнам темава, брат. Не, нема врска, брат, нема врска. Беше друга идејата, ама тоа е на кратно дено се сведува на тоа дека не може да се прават листи, не може денес што нема да се прават такви листи на толку големи, толку опширни работи, брат. Не можеш да ги стесниш ти во 200 или во 100 или во 50 не, или во много 50 годишно може, 50 на пола година е таман. Да. Као да поминеш тоа нешто, ако ти поминало да го поминеш, да го дзирнеш, да го преслушаш. Ами таму е многу шарено и мене тие листи ми станаа веќе нерелевантни. Не. Од никогаш не биле релевантни за усмисла за ја као да ги оценам мои албуми кои што пошто ние на пример, ние истото го правиме, ама ние знаеш како велиме? Топ 10 рап албуми за трајче за годинава. Тоа е лично моje мислење. Ја као мислам, мене тоа највише што ми се свиѓало. Да. Дарко тоа највише што свиѓало, тоа го става на листа. Не се тоа најдобрите албуми за 2021. Не, тоа се најдобрите албуми за нас за 2021 или за 2022. А не треба да биде топ 200 албуми за хип-хоп албуми of all time. Многу е намерно е напишана така, намерно е конструирана така цело време само за да извади, за да направи circle и баз околу сето тоа и за да остане, за да се збори. Брат, преку глава ми е виши од тие претенциозни вирални моменти, претенциозни hot takes, претенциозни баш ги гледам и овие брат што се аналитичари за кошарка за NFL, за NBA. Као брат, више досадно ти намерно да кењаш по некој играч, по Леброн, по Дурант, по Кари, која објективно не е така. И сега те гледам и клован излагаш, кој се намерно, јас намерно ќе земам да зборам против Дрейк или против Кање или не знам против кој. Абе овој трајче ништо не знае, абе овој Айрис Креш ништо не знае, намерно само колку извадам реакција. Те па тоа? Не е тоа поентата, брат. И многу сум среќен дека ние пробуваме да и се надевам дека не го правиме тоа, онака дека ти кажу објективно мислење. Барем ја верувам дека не го правиме. Многу постабилен начин, сталожен, а не правиме помпезни глупи работи за да извадиме реакција или поише views или поише лайкови. Апсолутно. Глупости, брат. У денешно време мислам дека 2022 мислам дека тоа е излитано скроз. И Ролинг Стоун мислам дека добиваат минус, а не плюс со оваа листа. Не бе никаков плюс, брат, ја не сакав да ја погледам која искочи, брат. Буквално не сакав да ја погледам, брат. Извини што ја начнав. Што темава. Никако. Сакав да ја спојам XXL Freshman листата и таа листа. Сакавме да збориме и за фестивалска сезона малце низ Европа, али мислам дека сме кнап со време. Следи фестивалска сезона која за жал нема нешто многу да ја посетиме со трајче, така? Низ Европа зборам. У Македонија тука сме присутни, почнуваме со Тайга Fusion Festival за една недела од сега, у среда доаѓа тука Тайга. Многу сме возбудени поради тоа, знаете дека јас, Панчо и Дади ќе настапувам и пред него. Ќе биде топ настан, се надам дека дојдат луѓе што поголем број и искрено сум возбуден да видам такво име како Тайга да дојде у Скопје, конечно да ги настапи сите негови бенгери, ремикси, синглови, фичерс и така натаму. Ги има многу. После тоа само после некои десетина дена доаѓа The Fest и брат изненадија со лајнапот. На страна од ние што настапуваме, огромен шараут до Пасфорт продукција за The Festival 2022. Да, ја не очекував да има ваков лајнап онака каде што ќе има за секој по нешто. Ајде. Ќе има за секој по нешто, брат. Мислам, не ги знам конкретно сите точно кои се и што се, ама на пример тие главните главните имења Кожу, Дарко Рундек, онака како има за луѓе да дојдат и макар и на еден ден, ме разбираш, како Дарко Рундек е во петок, Жуе во сабота, ако не се лажам, или Жуе во... не се извадени уште деновите. Па не, ги извади, ако не се лажам, не на Инста, ама на Facebook има кавер фото. Тоест на Facebook. Джулиан Марли е тука. Джулиан Марли, брат. Огромно име, може би како име не, ама мислам дека никој од Марли фамилијата не дошол сега да настапува тука. Да, и така, не знам, има поише онака моменти каде што си викаш,
се потрудили и направиле нешто, брат. Плюс дојране, брат, плюс Македонија. Мислам дека онака до пред неколку години единствениот фестивал беше за барем за не зборам за електронска музика конкретно, ама зборам за секаква музика каде што да. таксират онака беше можеби тој стейплот, и знам дека и тоа е, значи тука сроден фестивал исто со The Fest, ама The Fest на пример годинава за прв пат после многу години ми има као солиден лајнап за тоа што е The Fest. Брат, ја мислам дека одличен лајнап и тоа кон крај. Немам идено на The Fest многу време. Немам идено и сакам да идам. Као мислам дека ќе биде топ. Доаѓаш? Мислам дека ќе биде топ, да. Ние сме таму последниот ден. Feel the Shake, Шршац екипа, Smoke Prep ни е главен гостин, Баша, Јелон од Србија, нашиве се знае, Young Daddy, Секси Марса, Бомпраскиза, значи топ лајнап, тераме, до Сабеле го затвараме фестивалот и многу сум среќен дека го правиме тоа. И после тоа почнува летната Shake турнеја. Stay tuned. Ќе објавиме, има повеќе датуми низ цела Македонија, се надам дека ќе успееме да ја донесеме Shake приказната публичку до сите вас кои сакате да се забавувате, да не слушате нас и DJ сетовите кои ќе бидат Shake наменети фестивалски, но и лайф артистите кои дропнаа нова музика. Марса дропна, чекаме нешто ново од Праската и заедно и со Марса, чекаме нешто ново од Young Daddy. Ќе биде ова долго интересно лето. Но тоа е лошата страна што нема да успееме да прошетаме бар нешто да видиме од страна. Бидејќи ја искрено, брат, пак ќе го поврзам малку со темата претходно, бидејќи стварно така се осеќам периодов, ми фали да се инспирирам онака од друга музика, од друг диџеј, да слушам нешто друго, Да. бидејќи ја многу често патував пред да фати короната, пред пандемијата, Исто. постојано патував на журки, на настани, слушав музика, одев во клубови, секакви музики, секакви фестивали, секакви журки. Сега се осеќам малце дека ми фали инспирација од некој друг. Затоа ми беше многу добро што Шорти Блиц ни беше гостин пред 2 викенди, јако многу кратко се дружевме, имаше 2 сета и дојде и во неделата преку ден. Се Имаше видовме, одличен да. сет, саботата вечерта. Исто така во Кавадарци имаше одличен сет, малце ми ги отвори така погледите за некои песни. Пушти малце денскол, пушти малце афро, пушти малце UK, Geeks, бидејќи он доаѓа од Лондон, а со потекло од Јамајка. Така. Комерцијален сет, малце регетон, малце хип-хоп, малце ново, малце старо, баш онака комерцијален сет како што треба да биде у денешно време. И мислам дека извади максимум од публиката во Кавадарци, која знае да е доста Така. Покарактеристично. да не реагира толку многу, доста потешка за engagement. Али, например, ми се идеше многу, брат, на Fresh Island фестивал оваа година. Fresh Island, мислам дека можеби го немаме зборено, а мислам дека имам пишувано за него првата година. Fresh Island е фестивал кој се случува на Зрче во Хрватска. Ако не се лажам, ова е 10-та година веќе. Мислам дека е, да, 2012 е првиот пат. Почна од тука регионален хип-хоп фестивал, мислам дека и Панчо пушташе на првото издание на Fresh Island. Онака имаше диџеи екипи од Балканот и од регионот, али прерасна во многу модерен и многу светски фестивал и многу интересно дека ова претходните години секогаш држаа баланс помеѓу едно, да речеме, old school под наводници име, едно new school име и тука некој диџеј што пушта некоја таква полетна музика, дали денскол, дали афро која се појави и слично. И на пример има доаѓано и Onyx и многу други артисти. Знам дека една година беше Брна Бој, тоа Брна Бој дојде како замена за Рик Рос, у последен момент нешто се откажа. Па Брна Бој дојде баш годината кога стана најпознат, 2019 со онаа песна на Е. Али пример оваа година интересното е дека немаат голем хип-хоп хедлайнер. Што мене ми беше онака уштерен само знак дека се менјаат ствари во онака и у Европа и у светов. Бидејќи до сега имаат цело време. Ама пак си ги има тие UK staples, што се ги имаат тие UK конекции, брат, што си ги имаат на Fresh Island. Многу поише онака, многу поише има афро, има пијано отколку. Па Бидејќи тоа е звукот што ствари да слушаат луѓето низ Европа. Па да, и да, ама и голем дел од луѓето кои што доаѓаат на Fresh Island се реално и примерно британци. Британци и од западна Европа, значи германци, французи. А реално британците се првите луѓе кои што ја слушаат таа музика. Да. Така да мислам дека и намерно е направено, ама е многу добро за да се иди да се види, брат. Fresh Island онака
никад не сум бил, би сакал да идам. Знам дека Хрватска имаш уште еден хајдаут фестивал, не знам уште дали постои, брат. Има ама многу фестивали. Тоа беше онака, тоа беше у пикот, тоа беше многу добар трап. Така да Хрватска knows what's up, мислам дека знаат што прават онака. Тим Уестпут е овде? Тим Уестпут нешто го кенселна, ама мислам Така? дека DJ Semtex ќе биде, DJ Semtex Пак легендарен диџеј од британската. Од негова енциклопедија беше имаме позади хип-хоп рейзи. Yes, sir. Легенда, со него настапува Tion Wayne, еден UK drill артист. Сите го знаеме. Следниот ден Шенсеа, мислам дека од UK со поттекло од Јамајка, Да. и DJ Мафориса од Јужна Африка. Третиот ден Skilly Bang и као хедлайнер ставен DJ Power. DJ Power беше во Скопје, настапуваше во епицентар кај нас летото 2019, исто така од Јамајка, мислам дека му е DJ на Skilly Bang, кој во моментов е најактуелниот јамајкански артист, кој е доста специфичен, ти ја прати во онаа песна на Skilly Bang со French Pop. Да. Ја слушавме сега. И Фави. И Фави Форейн. Многу гангстерски стил има, така малце не е убав и Неконвенционален. пријатен ко за да. јамајканска музика, ама по друга страна баш она хардкор јамајканска Да, музика. in your face Ептен. Да. Така да многу интересен фестивал, сакав да отидам, уште сакам, ако имам шанса, можеби ќе отидам. Покрај овие хедлайнери настапуваат и многу екипи диџеи од цела Европа и цел свет. И многу било интересно да се види. Исто така, како гледам лајнапот како се ближи, кливо ми е што нема да идам на Afro Nation, брат. Во Португалија. Заеба многу работа, брат. Заеба и Afro Nation и Заеба многу, брат. Луѓ сум, брат. Требаше тоа лето да се деси, брат, да идеме таму all out, брат, да потрошиме сите пари што ги имавме заработено до Така. тогаш и да знаеме дека сме виделе 200 плюс артисти у 6 дена, брат. Штета. Мислам дека многу ги расипа првата година кога го видовме Afro Nation, онака бевме со дарко, вау. 2020 беше. Да, 2020 беше тоа. Тоаш не се деси, имавме купено карти и за Rolling Loud и за Afro Nation. Фестивалите се дешаваа на истата плажа, буквално беа 2 дена размах. Планиравме да останеме цело време да бидеме таму, да ги видиме сите артисти на светов, бидејќи лајнапот беше невероватен. Сега искрено неам видено кои промени ги имаат направено, знам дека Rolling Cloud многу онака Тревис Скот веќе нема да е, J. Cole нема да е, многу луѓе од тие што беа сега отпадна. Тие што нас не значат И поише. тие, да, ние што кои што бевме, бе, као ја бев превозбуден дека Гризел ќе настапуваат на Rolling Loud, дека Екшн Бронсон ќе настапува, Currency настапуваше на Rolling Loud. Ќе можев сите да ги видам тие сите тие што сагав да ги видам, онака споредните, и тие ќе можев да ги видам заедно со Тревис Скот, брат, на иста сцена. Прелудо. Не се деси тоа многу. Тоа ми е можеби онака како имам премногу пропаднати летови карти, све тоа. Тоа можеби ми е највише криво, пошто сум бил таму, сум бил на истата плажа, знам како е, знам колку е убаво. Не можам да се замислам 50.000 луѓе, 60 или колку и да се фестивалски соберени сите на хип-хоп музика, брат. Прво афро, после хип-хоп. Не можам да се надам дека ќе се деси тоа. Знам дека малце се шейди со бизнисите кои што ги прават, ме нервира тоа. Едва и успеав да си ја продам картата. Да. Си ги вратив парите назад. Ама се надавам дека онака следна година или понаредна година годинава секако се види дека не си иде никако. Ама можеби за следна година ќе се деси нешто. Нека им се децат овие фестивали да ги стераат конечно. Право еднаш да пројдат, Идем да. out the way онака Да. буквално после 2 години одложување да се десат само. Па здравје следна година има и други неки фестивали кои ги имам тука запишано, али немаме сега време да ги избориме толку. Вуха, Фрауенфелд е тука, јас сум бил 2 пати на Фрауенфелд. Се појавија некои други фестивали, Балканов се појачува со фестивали, али повеќе се свртени кон електронска музика. Да, поише се кон електронско. Екзитот онака фул електронска музика оваа година. Игија Зелија е само единствен лајнап што онака воопште Ама да, Екзит прават лош баланс помеѓу онака ептен електронска музика и ептен поп. И ептен поп, да. Да. Или ептен комерцијално што било на пример пред 2 години. Да. Нешто што ме нервира. Да. И Love Fest е тука многу интересен фестивал во Врнечка бања во Србија. Ако можам нешто од ова би отишол, али пред се сме фокусирани на фестивалската сезона тука, да изработиме како што треба, да биде добро за нашава публика, за нашите луѓе, за сите луѓе кои не поштуваат, кои доаѓаат на журки, на кои им фали Thursday Shake и сите останати настани кои ги правиме и се надам дека ќе имаме добро лето, брат. Мислам дека да, и као и мене ми треба некој одмор. Одмор у смисла како не плажа, бањање, туку општо онака шетња, некаде да идам, по можност да идам да видам некој артист, најчесто и така си ги организирам патувањата, да можам барем еден концерт некаде да фатам. И се надевам дека нема да биде пак Берлин или нешто такво.
некој град каде што не сум бил. Ќе видиме. Летото е пред нас, тек сега само што почна. Мислам дека ќе имаме одлична година. Има овде многу внатре во Македонија локално, има премногу работи да се видат, да се направат, премногу журки, премногу настани кои што ќе се десат. И плюс на страна ако се деси, се деси. Се надевам дека ќе се деси. Тоа е тоа. Ова беше Пандамониум радио шоу број 57. Добри сме за денес. Пишете ни како ви се свиѓаше оваа епизода, дојдете на Дискорд да се дружиме. Пишете ни како се сеќате за малото што го правев ја за дисконектот помеѓу мене и музиката која се слуша, музиката која се бара и музиката која постои на сцената. И се слушаме пак наредна среда. Поздрав. Чао, дечки.